Во Кочани се одржа 38-миот марш за ангелите посветен на жртвите од трагедијата во клубот Пулс. Маршот тргна од паркот на Револуцијата, пошто учесниците поминаа низ трговскиот центар, покрај управата за јавни приходи и полициската станица, за на крајот да се соберат пред основниот суд и обвинителството. Пред присутните се обрати Александар Наунов, председател на Сдруженијето 16 март 2025 Кочани, кој истакна дека граѓаните се обединети од болката, но и од силата да не молчат и да не дозволат вистината да биде потисната. Тој упати остра порака дека нема да се дозволи перење на совеста врз туѓа трагедија, ниту газење врз смртта на децата заради спас на нечија позиција или углед. Суштината е одговорноста. Факт е дека денес на обвинителна клупа седат дел од лицата поврзани со трагедијата. Но исто така факт е болен, непобитен факт, дека постојат луѓе со многу поголема моќ, обврски, надлежности во кои воопшто не се опфатени. Луѓе кои имале должност да спречат, а не спречиле. И да не заборавиме, тоа што денес не се опфатени, не значи дека се ослободени од одговорност. Законот е јасен, ова дело не застарува. Ке има време, ке има ден и ке ги чекаме и нив на обвинителна клупа. Вчера слушнавме дека се бара свикување колегиум за повторно разгледување на обвинението и евентуално ослободување на дел од обвинетите. Нема да навлегуваме во туги стратегии, но ќе кажеме една вистина што никој колегиум не може да ја избрише. Колегиумот може да прегледува документи, но не може да брише факти. Не може да брише пропусти, не може да брише нечии должности што биле игнорирани. Според Наунов, одговорноста не е во тоа кој се обидувал да се спаси во моментот на ужасот, туку во тоа кој имал овластување и моќ, а не ги извршувал своите обврски. Ако некој имал обврска, а не постапил, ако пропуштил действија што биле неопходни, ако постои причинско-последична врска или службен пропуст, одговорноста останува. Ревизијата е техничка процедура, не е амнестија. Ние не сме овде за одмазда, ние овде сме за правда, за ред, за систем што ќе ги штити децата, не систем што ќе ги остави да загинат. Родителите никош не се откажуваат. Можеби ќе не уморите, но нема да не скршите. Можеби ќе не одоголекувате, но нема да не замолчите. Вистината ќе излезе на виделина, сакал некој или не. Родителите и Сдруженијето порачаа дека нивната цел не е одмазда, туку правда, ред и систем што ќе ги штити децата, наместо да ги остави да загинат. Додадоа дека ќе продолжат да чекорат, да зборуваат и да се борат за нивните, но и за сите деца, како и за животите што никогаш не смееле да бидат изгубени. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.